отвараш, луфтираш дома, ти влезе мирис, значи прече. Ама, треба се преземе нещо. Да дојдете увечер, па ви сами да се уверите. Е зачудувачки што овој проблем не се решава. И додека не покаже, не се утврди точно што е како, јас не би сакал да вперувам со прст. А дека постои таа појава, постои и дека мора да се реши, мора да се реши. 3 месеци по рестриктивните мерки против коронавирусот, гевгеличани се враќаат на старото секојдневие. Но заштитните маски не можат да ги заштитат и од стариот проблем на градот, кој доаѓа заедно со топлото време. Таа се настигнува од кај запад некако, иде некој непријатна миризба. Има фарма, најверојатно е до фарма. Тоа трае с годинама тук. Имаше понија палјашија, па мириси, па други, па фарма имаше, па свашто има. Нема што нема. Се жалат, меѓутоа си има, нели, тука надлежни тие кои фирми, дали што се близко покрај градот дека има. Може би тие треба да се ја заврши тие работа. Од лошата миризба која повремено се шири во Гевгелија, локалните жители се жалат со години. Локалната власт уште во 2018 година најави специјална истрага за да го лоцира изворот на проблемот, но до денес официјален виновник не постои. Како и граѓаните, првиот човек на општината смета дека непријатната реа се шири од некоја од локалните фарми. Но најавената истрага за ангажирање специјализирана фирма за контрола пропаднала како идеја поради ограничениот општински буџет. 2018 година во мојата агенда беше година на опоравување финансово, да ја консолидираме општината и за секој денар водевме сметка. Така да за нас тогаш беа тие голема сума на пари која во тој момент во 2018 година ценавме дека со парите што ги имаме други приоритети. Не велам дека ова не е приоритет. Баш напротив. И тогаш и сега сум сметал дека е најголем приоритет. Меѓутоа, сепак едно е жалбите, друго се финансовите можности. Сепак на терен постапували локалните и државните инспектори, но ниту едните, ниту другите не можеле да утврдат од каде доаѓа лошата миризба. А потенцијални загадувачи се 4 фарми во околината: мала свињарска, мала краварска, средно голема живинарска и поголема комбинирана фарма со кланица. За 3 од фармите надлежна за контрола е само општината, додека само кај големата фарма надлежност имаат и локалната и централната власт. Екипата на 360 степени во различни денови ги посети потенцијалните загадувачи. На неколку километри од центарот на градот, кај селото Негорци се наоѓа малата свињарска фарма. Оваа фарма, според локалниот инспекторат, во моментов не се смета за загадувач, поради малиот број грла и начинот на изѓубрување. Испод подот на фармата се наоѓаат водено-препустливи канали, преку кои со цевковод изметот оди до водонепропусната јама и оттаму се транспортира на безбедна оддалеченост од населените места на земјоделски земјишта. А кој загадува ако не оваа фарма? Илков вели дека не е негова работа да одговори. Не сум јас тој кој што можам да го утврдам тоа и со прст да покажам точно таму и таму се наоѓа жариштето. Затоа постојат институции, не посетуваат нас, ги посетуваат нив. Малата краварска фарма пак е речиси во срцето на Гевгелија. Газдите не успеавме да ги најдеме. Од инспекторатот не ја посочуваат како загадувач, но објаснија дека е во тек судска постапка за преселба на фармата, бидејќи градот во меѓувреме се проширил, со што стоката сега недозволено се чува во урбана област. Живинарската фарма се наоѓа под падините на Кожув. Според локалниот инспекторат, и оваа фарма не може да биде загадувач, бидејќи имала најсовремен начин на третман на изметот од животните. Јас мислам дека од нашата фарма 100% не може да биде таа миризма. Пошто е систем од 2018 година, значи не може да биде како другите од пример по-стари системи, значи. Ова е еден од најновите.
системот на изгибрување оде на ленти, значи ленти од внатре излегува надвор и директно во трактор. И истото тоа ѓубре уште истиот ден се носи на површините, на земјоделските површини. На најголемата фарма со име Ветеринар, според локалниот инспекторат, во моментов се одгледуваат над 3000 свињи и 115.000 кокошки. За нејзина контрола ингеренциите ги делат централната и локалната власт. За одгледувањето кокошки фармата има интегрирана дозвола од Министерството за животна средина. Процедурата за овој документ почнала во 2007 година, а процесот конечно завршил минатата година. За свинјарската фарма пак Ветеринар поседува интегрирана еколошка дозвола, издадена од претходното општинско раководство во 2015 година, поради што надлежност за контрола има локалниот инспекторат. Сепак се работи за фарма, меѓутоа можеме одговорно да тврдиме дека на никој начин таа миризба не може да стигне од нашава фарма до градот Гевгелија од многу причини. Една е ружата на ветрови која што кажува дека во правец на градот дува само 29 дена во текот на годината кон градот Гевгелија и сепак и во тој случај треба да се створат специјални услови каде што ќе може миризбата да стигне до градот. Според собствениците од семејството Кичукови, чиј близок роднина Томе Кичуков е независен советник во општината, а во претходниот мандат и советник од тогаш владеачката коалиција на ВМРО-ДПМНЕ, за лошиот мирис во градот има други причинители. Како можни извори ја посочуваат градската канализација, дивите депонии, а и стоката на други жители. Но за фармата Ветеринар, локалниот инспекторат има поинаков став и покрај тоа што не регистрирале прекршување на вредностите. Предпоставуваме дека повремената појава на непријатен мирис доаѓа од фармата на Ветеринар, иако анализите покажуваат присуство на гасовите во фармата во дозволените гранични вредности. Сомнежот на локалниот инспекторат е дека можниот извор е системот за одлагање на сметот, преку така наречени отворени јами, во кои тој ферментира до моментот кога може да се користи како ѓубриво. Сепак мерењата кои според закон ги врши акредитирана фирма не покажале незаконски вредности. Единствено отстапување регистрирано било лани, кога општината побарала интервенција од државниот инспекторат, кој заедно со локалниот на терен констатирале дека бројот на свињи е поголем од капацитетот што го опфаќа интегрирана дозвола. За проектираниот капацитет кој што е наведен во дозволата, потребно е поседување на интегрирана еколошка дозвола или на дополнување на постоечката интегрирана еколошка дозвола од живинарската фарма. Од страна на државниот инспектор испратено известување и до општина Гевгелија и до инсталацијата дека е потребно да започнат постапка за добивање интегрирана еколошка дозвола, пошто и е постапено. Додека локалниот инспекторат вели дека нова дозвола била побарана поради зголемениот број свињи, директорот на фармата тврди дека станува збор за бирократска грешка, односно дека дозволата од општината ја добиле за актуелниот број свињи. Од како е издадена дозволата, ние го неаме зголемено капацитетот. Може да се видат хартиите, да се види колкав е нашиот капацитет, да се види кои се рамките на интегрираната еколошка дозвола и да се донесе заклучок. Мислам, тоа е прашање кое што треба локалната и генералната власт да се го решат и да не задолжат кој е одговорен за нас. Кој да е во право за актуелната ситуација, сега и општината се надева дека решението ќе си дојде со новата интегрирана дозвола и за свинјарската фарма, доколку миризбата доаѓа оттаму. За таа да се обезбеди, фармата Ветеринар ќе мора поинаку да го реши изѓубрувањето и депонирањето на отпадните води. На прашањето пак зошто досега не се увидело дека на фармата и треба нова дозвола, градоначалникот Поцков вели: Ние немаме систем кој ќе ни овозможува увид во секој момент за да знаеме се што се случува на терен. Прашањето може да го поставам обратно. А зошто економскиот оператор не го известил, не ја известил општината, а имал обврска спрема за добивање дозволата, дека се шири со грлата. Така да има одредени фалинки и аномалии, наше е да ги увидиме, ако сме грешка, не сме и ние Господ, и ние правиме грешки, кој работи прави грешки, ниту бараме прочка за сетата работа. Ако е наше, добро е да увидиме и идните генерации, идните градоначалници, да им оставиме посредени ситуации за вакви пропусти да нема.
И покрај волјата да се реши проблемот, фактите се дека долгите и комплексни административни процедури досега не само што не донеле решение, туку и нема јасна вина за навидум едноставниот проблем. Па во излез веќе не верува ни локалниот невладин сектор. Веќе граѓаните се навикнаа на овие изјави и овие ставови на локалната или државната самоуправа. Они за ништо немаат капацитет, тоа е очигледно. Нити на државно, нити на локално ниво, па веројатно овој не го сметаат за некој сериозен проблем. Знаете што, ако немаат средства да формираат трочлена комисија и да ги викнат овие по еден представник од сите овие 3 фарми и да им кажат донесите една кола овде и кој ќе имаме пример на таква непријатна миризба да се решетаат низ градот, јас не знам ни за какви буџети се разговара, за какви средства и за какви ингеренции. За промени ќе треба волја, пари и време. До тогаш, гевгеличани нема да можат да бидат сигурни каков мирис ќе има нивното кафе, кога на лето ќе посакаат да го пијат на отворено.